Тука мислам дека малце. А утре ќе падни, затоа што тие денене ти се венди, утре ќе падни ВМРО. Без никаква. Ајде, имаш ли да ми кажеш што за двете теми или да те слушаме таа пола сат како ни кажеш? Да, ма Саша остава да се доискаже сега. Зошто јас не ти кажувам тебе, јас се обраќам до јавноста, бе човек, тие емисијата е за нас, тоа сега да ти кажам. Ние кој е паметен, кој не попаметен, така си дебатираме. Ајде, повели. Мислам, и ти кажав ми минатата емисија, дека Тодоров на прав пат, како да ги тргни лекарите кои се неработници од стварно врвните лекари. Да бират наградени без срам, оние што навистина заслужиле и без срам да бират пикнати настрана малце тие што не заслужуваат. И како резултат на тоа, единствениот лекар што врши типизација на ткива за рак во Македонија си поднесе оставка затоа што не може да ги исполни нормите што Тодоров ги постави. Што треба да прави? Да оди со кобалтна бомба по улица, да зрачи луѓе да добиваат рак за да ја оствари нормата. Тоа ли треба да го направи? Например, кога би дошол СДСМ на власт, дека ВМРО да... Значи не мислам кога би дошол СДСМ на власт, не ми импутирајте работи. Јас ви кажам дека ова што се работи не е чини. Не ми е гајле дали е СДСМ на власт или е ВМРО на власт. Прашањето е следно, дали оваа држава ќе функционира или нема да функционира. На ваков начин на кој што се поделивме во ровови и пукаме едни на други, никогаш нема да профункционира. А сето тоа е заради суетата на одредени луѓе. Ја мислам дека во случајов сум на страната на слушателот, бидејќи мислам дека тецата што кажа Роберто не држи, бидејќи не е таков законот. Законот не вели колку ти ќе прегледаш у месецот, туку од тие што ќе дојдат, колку ќе дојдат кај тебе, колку кај твојот колега. Значи, да речеме, човекот нема колега, сам е. Разбира, сам работи типизација на ткива. Значи не може да исполни норма, зема плата помало од кој што треба и си оди. Значи во Македонија се ти не можеш да диагностицираш рак. Ало, човече, што зборуваме? Значи законот не е таков, очетот е следен. Значи ефектот на законот е таков. Тоа треба да се види со човекот, да се викне емисија, да се прашува. Така ќе го викнам, инаку начин на како ќе се наградат или казнуват. Вие вие на старто не чини ова и крај. Вие мислите дека нема запомане критична маса на доктори, например, што кога би била друга влада, дека може без крај да прави штрајкој? Може. Како не може, ќе кажат не ми е мала, ми е платата и готово. Во секој случај, голема браво за храброста на министерот да се соочи со овој проблем и со ВМРО ДПМН, они треба да го искористат својот политички капитал што го имаат она голема популарност во јавноста за да го употребат за реформи, не само во здравството, туку и во сите други сегменти на ова општество, за да се сменат работите кои што се статус кво веќе со децении. Ви благодарам за јавувањето, одиме со друг. Од тука Саше само вака да повикам, ги спомнавме лекарите, ама да не се навраќаме уште една емисија да направиме за лекарите, да го искористиме гостинот за тоа што може најдобро да ни говори, па да се вратиме малце на медиумите и еве со наредниот слушател би сакал да се фокусираме малце на медиумите, да ги оставиме лекарите. Тоа е тема што се уште Тоа ти е тебе најинтересна тема што највише сакаш да ја дебатираш во моментов, ама види сега, темите сами по себе се актуелни. Ова се имаме слушател, ајде. Ајде повелете. Дали се слушам? Илија Колев. Вклучен сум, така ли? Да, во емисија сте. Видите, темата е добра и секој пат сите теми се добри, меѓутоа и луѓето што дискутират и они исто така, мислам, не се во правец на нешто што треба да се направи лошо, туку што треба да се направи добро. Се е тоа добро, него јас сакам да кажам дека и проблемот не е ниту во министерот, ниту во овие луѓе што дискутират, ниту во нас луѓето, туку проблемот е најповеќе во тоа што сите ние испуштаме нешто од предвид, дека пример еве во здравството, а и тоа се случува исто така и во штопанството, испуштаме од предвид едно нешто, дека начинот на организацијата на работата низ сите предпријатија, па и низ јавните предпријатија е погрешно поставен. Јас на таа тема имам и напишано книги, не сакам тоа да го рекламирам, не ми е тоа целта, и му имам напишано допис на министерот за здравство за на кој начин да се реши проблемот. Меѓутоа не знам како, на тоа многу малку имам отпис. Сега дали сум се уште во емисија затоа што сум надвор? Да. Да кажам, уште сте во емисија, да. Зашто се однесува да кажам? Може? Повелете. Да. Видите,
начинот на организацијата на работата, например во здравството, е мене да ме викнат, еве јас и ако не сум кој зна кој, јас би го решил на толку едноставен начин, ако сум граѓанин, на толку едноставен начин што нема да се лутат ниту значи државата, ниту лекарите. Има систематизација, луѓето се примени врз основа на систематизацијата и имаме менаџер на значи јавното здравство треба да биде посебно предпријатие, посебна организациона единица, организација. А фондот за здравство треба да биде друга посебна организација. Имаме едноставно решение. Договарат се за цените и овие работат како посебно предпријатие, другите работат како посебно предпријатие. И тие се остваруваат приходи. Значи, начинот на организацијата на работата треба да биде таков, што значи, ако према систематизацијата, лекарот ги обавува работните задачи за кои што е примен, тој ќе си ја добие платата, полната плата. Може ли сега да се вклучам тука малку, ме слушате ли? Добие дури може помалку. И тоа е значи проста работа. А освен тоа, најголемиот проблем што се наоѓа во системот, системски проблем е тоа што сега за да се стимулират самите лекари, треба нивниот резултат од работата. Ако има, да речеме, остварено добивка, и тие да учествуваат во добивката. Или ако евентуално имат остварено загуба, исто така да учествуваат во загубата. И на тој начин се ствара еден стимул, нема потреба од синдикати, нема потреба од овие, как ги вика тука, другите сите работи. Многу работи треба после да се олеснат. Само треба да се поведе капитален начин на организација на работата, во кој што значи капитално ќе се однесуват и трудот и паричниот капитал што е вложен за организацијата на таа работа. Мислам за Добро. Господине, дали ме слушате? Може ли да ве прашам нешто? Зошто не сакате го прифатат? Јас неколку пати го тоа. Добро. Јас од тука предлагам сакам да му одговорам на јавувањето. Бојан, ако може да му одговорам само. Да, Саше, еве, ајде, повели. Да не сакаш да пуштиш реклами сега? Не, нема проблем. Значи, тоа што сака да го каже слушателот е, он сака како да се однесуваме во да е самото здравство приватен бизнис, па тогаш да се отвори приход, па приходот да се дели, да се наградува. Он заборава дека ние тука тој механизам го немаме, бидејќи за тоа треба да имаш конкуренција. А ние немаме конкуренција во самото здравство. Зашто ќе го чекаме тој механизам кога луѓето може да си отидат во приватниот сектор, нема што да чекаат они на механизам? Не, он поентата му беше следната, дека тоа е многу едноставно да се реши, едноставно ги делиш субјектите, они си прават приход и потоа делиш плати, но проблемот е следен, ти немаш конкуренција, ние имаме само едно државно јавно здравство. И ти сакал некел мораш да одиш само на тоа место и он поради тоа ти не можеш да го казнеш тој лекар, да речеме, ако е добар да му одиш, ако не е добар да не му одиш. Тоа е пазарниот механизам, но овде ние тоа немаме и затоа владата мора... А што ако те направи да му одиш? Како мислиш? Така, например, те онадите реди со лекови кои што не може да те долечат само за да те враќа на секое. Да доаѓаш, за да те цеди. По пазарен механизам здравје. Исто кога да се претплатил на кабелска телевизија. Значи, не можеш да ги трансферираш сите неолиберални модели, пазарни модели во сите сфери на општеството. Јавното здравство постои за да има алтернатива. Ма види вака се, Роберто. И дури тоа ти што го збориш, тоа не разбираш. Значи либералниот механизам постои во Америка. Во Америка сите болници се приватни. И ти тоа што го зборуваш е следното, да речеме, јас ама плаќањето за здравството веќе не е. Ама имаат избор. Значи вака, ти сакаш да кажеш ако јас се лечам, речеме некоја болест, некоја пневмонија или што било. И одам кај некој лекар и тој ме веќе таму со месеци, мојата ситуација не се подобрува. Случајно или ти давам лекови кои што најмногу ми се исплаќаат затоа што имам договор со фармацеутска компанија. Точно така. Но јас можам на некои форуми на интернет да седнам со некои луѓе што исто така. Умри ти па после пишеш. Чекај сега, слушаме ја поентата сега, не ми влегувај така. Значи ти ќе се консултираш со некој друг што имал таков ист проблем, отишол во друга болница и се излечил за 2 недели. И ти кажеш, кај беше ти? Кај тој доктор од таа болница, јас за 2 недели за толку пари се излечив. Аха, и па јас платив 5 пати повеќе, уште сум болен. Значи мојата болница не ја бива. Значи пазарите механизми функционираат секаде. Од кај знае обичен пациент дали нешто функционира или не, може да се случи нешто да не му функционира во одреден момент, а после тоа да му се подобри работата.
Од каде знам јас ако појдам на некоја приватна болница која ќе ме отворат да ми прават операција на слепо црево, нема и бубрек да ми извадат. Значи не се така едноставни работите, не можете пазарот да го префрлате пазарниот механизам секаде и во секое поле. Можеш да внесеш пазарни елементи внатре за да се подобри услугата. Македонија тоа го направи. Македонија направи јавно здравство, Македонија направи приватно здравство. Оно што Македонија не го направи е што плаќањето и за јавното и за приватното здравство се централизирани од фондот. Ако докторот има договор со фондот, значи ние имаме квази приватно здравство, дури приватните лекари се платени од фондот. Значи има простор за реформи огромен да се воведат некои такви пазарни механизми во кои што се изневелираат работите. Да. Меѓутоа, извини, ама да кажеш дека во јавното здравство докторите не работат, мислам не се така. Ти сакаш да кажеш дека пазарните механизми не можат да префункционираат во здравството. Тоа не е точно. Јас знам една работа. Знам дека кога јас имам проблем и кога мојата фамилија има проблем, првото место кај што одам е клиника. Не е ни Систина, не е ни не знам ни ова како се вика другава приватна ремедика и така натаму. Освен ако не е некоја едноставна работа за да не чекам премногу долго, тогаш одам во овие за да се завршим работата побрзо. А зошто не одиш во Систина? Пази сега. Кажи зошто не одиш во Систина? Слушни ме, зошто не одам во Систина? Зошто да? Зошто да одам во Систина? Па кажи зошто не одиш, сигурно знаеш зошто не одиш. Зошто не одам во Систина? Кажи ми што е приказната што ќе добиам во Систина. Знаеш ли дека чекај, ти што не одиш, ти знаеш зошто не одиш. Кажи ни зошто не одиш, сега убаво те прашувам. Саше, зошто да дава пари? Па значи тоа е стапот. Не е само давањето на пари. Туку што? Немам доверба едноставно во тој систем таму. Немам доверба во приватниот систем затоа што не ми онадил, не ми дал доверба. Од моето искуство јас немам доверба во него, а докторите таму се поплатени од овие на клиника. Нит можеш трансплантација на коски на срж да направиш во Систина или во онако се вика во Ремедика. Операција на срце можеш, да има приватна клиника, меѓутоа во овие две можеш да направиш. Значи не е така приказната. Не може ваму луѓето да земаат 1500, 2000, 3000 евра плата, во клиника да ги држиш на 600-700 и после се чудиш зошто се појавува корупција во која што дел од докторите од клиника си ги насачуваат пациентите на приватно, па на приватно ги решаваат. Тоа е потфрлање на јавниот систем на здравство, ама тоа не е приказ на поучинок. Тоа некој треба дебело да се тресни главата што се случува со здравствениот систем и стварно не сакам да зборувам, ма го знам посредно затоа што сум имал во фамилија доктори и знам отприлика како функционира, меѓутоа не сум стручен за тоа да зборувам, дај да ја смениме тема. Ајде, да, во право е Роберто. Ова е муабет сега капитализам, социализам, што сака Саша да го наметне, а нема врска. Ајде, може едното со друго. Можам да го наметне истиот муабет и кога ќе зборуваме за медиумите, но најпрво ќе идеме со реклами. Стадион. Студио Штип 032-397-727. SMS контакт 142-177. Назад сме на стадион по рекламите. Овој пат навистина ќе смениме темата и ќе продолжиме во наредниот час и што е преостанато од емисијата да зборуваме малку повеќе за медиумите, за тоа ни е гостено тука. Саша, ќе те замолам да се воздржиш од лекарските теми веќе. Зошто? Затоа што ги зборуваме веќе се на се 3 сата со прошлата емисија. Тоа е темата се, што? Ќе продолжиме малце со медиумите. Иначе не ми даваш шанса да одговорам на Роберто. Значи Роберто имаше веќе околу 10 минути чиста демагогија. Чиста демагогија, се претвори сега у лата. Ајде добро. Се претвори лата само со повише голема фризура. Чекај, ајде имаме слушател. Ајде дали се слушаме. Повелете. Дали слушателот е тука? Повелете. Добар ден. Ало?
Добар ден. Те така. Но во емисија сте во етер, стајте. Појдете.